учениците. Фала што дојдовте со толка број. Резамо да ви пуштиме. Да има однов. Да, ево сега пуштиме. Штета што не бевте присутни на минатата недела, кога разговарахме за почетоците на животот овде, за Хераклеја и некаде до доаѓањето на турците, најверојатно не бевте информирани. Сега, кога што разговарахме за античкиот период, па некаде до средновекот на Битола, до доаѓањето на турците, исто така зачнавме и за патот Вија Игнација. Но сега тоа не можеме да се враќаме назад. Во денешната вечер, предвидено е да зборуваме за Битола во 19 век, некаде до Балканските војни. Кај сите општо познат, така го викаме, златниот период на градот. Дали е тоа така или не е, секој различно би се сложил, но секако е дека Битола во тоа време била под османлиско робство, така, во рамките на Османлиската империја. Нема да зборувам јас, ќе зборува Димче Миновски, кој што е познат спортски новинар, но голем стражувач на минатото на градот. Значи специјално се занимава со минатото на градот. Јас само сакам да кажам дека, мислам да се знае калкулатор, дека некаде таму во 1820 година со официјален документ, тој е во април месец, се префрлува престолнината на Румелија. Сега под Румелија, може малку треба и да објаснам, не е само Македонија, значи поголем дел од Балканскиот полуостров, значи тука ќе влези Бугарија, дел од Северна Србија, Косово, Албанија. Претходно, значи престолнина беше Софија на тој дел од Румелија. Но во 1820 престолнината се префрлува во Битола и полека градот, значи ќе почне да се развива. Сега ќе го оставам Димче да почне да зборува. Значи, одиш, може. Добро вечер и од мене. Јас помалку сум возбуден да ви кажам, одамна не го имам виден овој филм, ја пред 5 години симено се вратих во времињата како го правевме овој документарен филм за битолските козури. И сега гледам дека може би е направено нешто, но не се. Со дека на времето дедовме до нови сознани. Инаку, тоа е историјата, секој ден, ако се чепка по архивите, се доаѓа до се поново и поново и поново. Нема период за Битола што е неваж. Почнувајќи да речеме сега, бидејќи се обработи првиот дел од античкото време до доаѓањето на османите на овие простори, а сега ќе кажеме нешто повеќе за не како дојда и што се случуваше во тие почетни векови и години, туку некаде од 1980-та година, од 1800-та година наваму. Тоа е период, значи, од 14-тиот век, кога Битола паѓа под турско владење, 1385 до 1912 година, кога почна Балканската и Првата светска војна, Битола доживува на многу наврати и расуд, и подем, меѓутоа и доста трагедии, доста падови, се случуваат нешто што тешко може со зборови да се опише, инаку апсолутно не прифаќам и не се сложувам за тоа да го наречеме било кој дел од минатото на Битола златна доба. Не може да биде златна доба ни еден период од минатото на Битола, бидејќи станува збор за многу тешки робства. Дали под османите, дали пред тоа да не враќаме се историја на назад и така натаму. Може би за некој била златна доба и тој период. Меѓутоа тие што можат да се израдуваат на тие времења биле малку луѓе. Речеме, да спомнеме само дека Битола покрај дугото е позната и по неколку на многу богати трговци и така натаму. Роберци, икономовци, Данабаш, фамилијата и така натаму. Имало доста и од еснафите што успеале да се вклопат во времето во просторот и да се збогатат. Меѓутоа главно 80-90% од населението живееле во
робство и во тешки услови. Од тука и желбата во тој период за кој сега зборуваме тука некако да се направат многу сериозни обиди на отоманското владење да се уништи ајдуството, кое почнува пред овај период за кој сега стануваме збор. Но насторите ајдуството потоа се јавува гангстераната, ете така со еден прост збор да речем, почнува плачкањето и така натаму, а сето тоа сега создава едни поинакви услови. Создава услови за организирање на народот, за отпор против тие банди кои што харале по селата, особено по селата и така натаму. Но сепак, овој период од 1800 година намаму се карактеризира со многу бројни настани, среќни или несреќни, тажни или весели, или користни или некористни за општиот број од населението, таа е друга приказна. Да речеме, точно е тоа, 1990 година Битола станува центар на управата на Румелискиот Пиле и тоа создава услови за многу позабрзан развој на овие предели, на овие краишта, особено на Битола, бидејќи заедно со управата доаѓа тука еден голем број војск, со сепамини и така натаму се зголемува бројот на населението и почнува еден поинаков живот. Се тоа време нема да се задржувам конкретно на години, општо ќе зборуваме за настаните и приликите што се случуваат во ова време. Значи се случува 1830 година, па ќе ве видите сега се гради црквата Свети Димитрија и околу црквата се создава тоа градско христијанско подрачје, центарот на градот на христијаните и неслучајно видовте и сами дека најголемиот дел од конзуларните представништва се токму на оваа за сегашната Кирилијата. Тие сака да се поближу до христијански дел, таму каде што се и христијаните. И така почнува тоа време. Видовме за конзулите, не сакам воопшто да зборувам за тоа, но се случува сега интересни работи, се спомнува безжистено изградбата на безжистено театарот, се модернизира Битола, Калдрма, се прават канализации, се прават многу работи со цел да се помогне во унапредувањето на животот на тоа население, кое се променува. Еднаш речеме во 17 век има податоци дека стигнало некаде 60.000 во овој период после 1830 година иде до 30.000 жители. И се случуваат настани кои што го бележат овој век. Видовте да речеме конзулите се интересират и неслучајно се конзулите тука во овој дел. Веројатно настапува дека тука се подготвува нешто поголемо, од причини што веќе беше познато на секаде низ Европа во светот дека Турската империја, Отоманската империја е убавица што боледува при распаѓање и така натаму, а те не доаѓаат или малку доаѓаат за да речеме да помогнат на ова население. Доаѓаат да ги остваруваат своите желби и цели, затоа никогаш кога зборуваме за консуларни представништва, амбасади и така натаму, тоа не ме радува многу, бидејќи малку се доаѓа тука да се помогне на населението. Кога зборувам за ова, ќе ви спомнам еден момент од времето сега кога дојде Росковски тука, односно кога дојде Крсте Петков Мисик во Битола, 1902 година. Крсте Петков не случајно и тој, предпоставувам не случајно, веројатно доаѓа откако престојуваше во суду, откако се сретна со првите луѓе на Хамаров, тој допатува во Битола со одредена веројатно задача да се доближи малку повеќе до Росковски. И токму тоа доближување, односно токму тоа убедување на Росковски од страна на Крсте Петков Мисик дека треба повеќе да се грижи за ова христијанско население овде, доведе до негов атентат. Предпоставувам дека е тоа, иако сега ќе спустиме и вакви во полно време се отвораат архивите, се доаѓаат до многу нови сознанија и податоци, меѓутоа моје убедување е дека така се случи тоа, бидејќи тој почна веќе да застапува на страната на христијанството, а бидејќи многу често или катардено е на Буковскиот манастир, со својот пајтон, со својата фамилија, со Марија и така натаму, со децата постојано или секојдневно е во манастирот во Буково, се предпоставува дека во ова време, откако дојде Крсте Петков Мисиков, тој почнува токму таму да остварува и контакти со луѓе од представници на ВМО, така тука доаѓаат комити и така натаму. И се случи тоа што се случи, Росковски беше убиен, потоа
се случува многу настани некако набрзина. Ова е времето сега кога ќе има латата, кога тука заминува битола после образованието во битола. Се случува некаде во април месец за време на Ѓурѓовденското клање, кога турците после оне судир на комитите и на вооружените востаници од овој крај од Цапари, имаше еден судир таму. Веројатно претпоставува тој се дека тука се подготвува нешто навистина големо. И за да се заплаши народот се случи тоа Ѓурѓовденското клање. А пред тоа се случија и солуците атентати, па така нешто се надовршуваа сите тие работи. И атентатот на Ошкошки, значи нешто се подготвуваше од една големо, а набрзо. Потоа се случи и Илинденското востание. И да не зборувам за Илинденското востание, знаете што се случи, со какви последици после тоа имаше сето тоа, околу 122 села беа наполно изгорени, некаде 1800 луѓе исклани, истепани, деца, стари, жени и така натаму. Се случи една невидена трагедија, за потоа да завладе еден помирен период во однос на тоа, да речем, бидејќи се рехабилитираше овај крај од тие последици, од Илинденското востание, па тој да разни мисии, ангелски и така натаму да помагаат ова население. Но во овој период до балканските војни исто така се случија катастрофи, големи катастрофи. Се случи речимо убиството на Гоце Делчев, се случи убиството на Јордан Пиперкар во Брезлов, се случи убиството на Ѓорги Сугарев, на Христо Узунов и така натаму на пријада на големи синови на Македонија изгинаа во овој период се до некаде до Владодушката револуција. Бидејќи овој крај беше, како што реков, имаше и богати луѓе, многу луѓе заминаа да се образуваат во европските земји, а тоа се случуваше и со побогатите турци, па оттаму напоени со европски идеи, со поинаки смаќања за животот и за државното уредување, дојдеа тука и го организираа тоа урието, како што е познато, односно Владодушката револуција. Се понадева дека ќе биде многу, односно се понадеваа тогашните луѓе дека ќе биде подобро, но не се случи. Тоа брзо траеше таа еуфорија, повторно се врати истиот систем. Се уште нешто е значено во овој период, што сметам дека треба да се спомене сега ова, наречем на брзина прикажување на настаните, филмско прикажување. Во 1911 година во Битола доаѓа втор или трет поред, има разни податоци за тоа, султан во Битола, тоа е Реша Пети. По доаѓањето на Реша Пети, овде се организира големи манифестации. Се направи и општината, каде, односно Сарат, што тој требаше да преноќи. Се организира многу други манифестации, видовме овде и во филмот како беше пречека со златни порти и така натаму. А јас ова спомнувам за тоа да кажам дека пак нашиот Манајки имаше таква чест и такво задоволство да направи прва фотографија на еден толку голем достоинственик како што да Решат Пети за подоцна после многу години тоа да го направи со Тито, да речем. Тоа беше голема работа за него, големо доживување за него и по тој повод по повод доаѓањето на Решат Пети, освен другите манифестации, се случија и спортски настани. Инаку овој период, некаде до почетокот на балканските војни, е карактеристичен и по тоа што Битола ја бројува како град кој што прво или како први се манифестираат некои спортски активности. Да речеме, 1906 година, благодарение на Манајки, кој се спортскиот дел, малку точно билежи на министерството, Манајки формираа велосипедски клуб. Не знаете на фотографиите колку велосипеди имало по тоа време. Па тоа е времето кога се појавуваат мотоциклите, почнува автомобилите, конкуренција на пајтоните кои што оде чакаа покрај Драгород. Голема работа. 1908 година се прави прва манифестација на боксерски натпревар. Аптекарот оде на Широкшока одма до Каши Македонија, набави од некаде на Раквици, а Ролев е првиот или за кој што слушаме дека е првиот учител по физкултура или човек кој што се занимавал со сите спортови, тој е Ролев, војвода, доживеа Благо Казаров, почина во Битола 67 година, инаку на 104 години и 122 дена, така пишува репортажа, така уредно, 104 години. Значи, добро е да се занимаваме со спорт. Во 11-та година пак се одигра еден прв официјален надпревар во фудбал. Имаме доста спорни
спорови со колегите од другите градови, кои што сите претендираме да докажеме дека првата фудбалска топка е донесена во Скопје, во Битола, во Ресен, не знам каде и така натаму, така натаму. Меѓутоа, повеќе од јасно е дека во 1911 година е одигран надпревар по сите фудбалски правила. Представник на англискиот конзулат Греј донесе фудбалски правила и ги раздели меѓу фудбалерите, се преведува на турски, на српски, така натаму, да можат луѓето фудбалерите да и научат правилата и така се одигра според правила, тој прв направи. После тоа да решим сега, дојде времето кога знаете што се случи балканските војни, кои што апсолутно ништо подобро, дури и полошо да не стојат за Македонија и за Битола, но таа е друга тема, друг пат ќе расправаме за тоа веројатно и други луѓе што повеќе го познаваат овој период ќе расправат, но сакам уште ова да го кажам дека практично од доаѓањето на конзулите и од пред тоа страшна пропаганда асимилаторска се водеше во Битола и Македонија. Се формира разни друштва, цркви, училишта, на сите чекори се правеше се да се придобие овој христијански народ од овие простори, дали го интересите на Бугарија, на Србија, на Грција, дури на Романија и така натаму. Практично никој не работеше ништо за овој народ, освен желба да се остави некои лични или интереси на тогашната буржуазија. И затоа уште да се реши на крајот, не се тоа златни години, се мачни години за македонскиот народ, особено за граѓаните на Битола. Да. Бидејќи, например, направихме некој краток осврт на позначени работи од Битола, би сакал, значи не е ова, не е крај, би сакал да позборувам малце за не е она општа историја, па револуција, па борби, па тие работи, значи не ми се толку тие интересни. Сакам конкретно за градот нешто да позборувам. Дали може за пазарот, значи како изгледало централното градско јадро, некој објаснување во овие, значи дали за пазарот и за еврејското, мало тука, значи за безистено за тие работи, да му се доближи слика на луѓето и општо некако сака нешто да праша. Има податоци во 16 и 17 век дека Битола е поделена на регион, има 21 улица. Секоја улица е орзаведно со националноста на населението, Арнут Мале, Лени Мале, Бајер Мале, Љубско Мало и така натаму, како што тогаш се спомнува. Имаше бројни пазари, почнувајќи да речеме од Трвен пазар до Сточниот пазар, до Алпазар таму. Со оглед на тоа што со пуштањето на железничката пруга, поврзувањето на Битола со Солун, се создадува услови за забрзано намегување на капитализмот, на капиталистичниот систем на овие простори, но тоа пак ги намали условите за работа на занаечите. Пропаѓаат или се намалува бројот на занаечите кои што беа во тоа време организирани во естафи според видот на занаетот. Почнува да се формираат први фабрики во Тио, во Битола фабриката за бомбони, за шеќерни производи, во Магарево и Трново за тилими, кашници и така натаму, но сепак пазарите постојат. Тука главно се одрива целиот живот. Почнувајќи од безистено има неколку варијанти, неколку прикази, дека е една од најубавите чарши на овие простори во 18 век изградена, во почетокот на 18 век. Нови. Меѓутоа пред овој пазар има податок дека имаше друг пазар, многу поголем, многу поубав, кој што во 17 век некаде е опожарен, ограбен и така натаму. Потоа е направен овој пазар. Но сличен бил на денешниот пазар. И тоа, да речем, таму било слеено целото богатство на богатите луѓе. Од оружарници, работеници за оружје, златари, гуменџи и така, да речем, богати занаети и се одиват таму. И затоа безистено и стариот и новиот се мета на ограбување. Многу пати се ограбување. Последниот грабеж се направи од некој си бајо таму, кој што влегол со 500 луѓе овде во Битола, го опрашка на сред Белди, безистено и си заминал во Битола со огромно богатство. Чаршијата дава живот на Битола, меѓутоа се случуваат на повеќе наврати катастрофални пожари. Првиот пат, ако ми дозволите малце, дозволите.
да најдам еден податок. Првиот многу голем пожар се случи во 1869 година. Односно, во овој период, бидејќи се зачистува пожарите, сосема нормално е да има пожари во чаршијата и Избитола, бидејќи градите се од повеќе од трска, од штици, малку се употребува плитар, така натаму. Има настройте тоа и многу чврсти гради, секаде in Избитола. 1906 година, забележено, се случи првиот, пардон, овде пак имам да видам овде значи. 1835 е првиот пожар. Изгореа 2000 згради. Вториот пожар е 1862 година. Огромен пожар, почнува од денешниот Дрвен пазар до Сошкиот пазар, до Ад пазар. Уништени се, целиот пазар е уништен, над 2000 дуќани се изгорени. И третиот огромен пожар е 1897 година, изгоре житни пазар со сите згради тука. И уште еден има пожар, кој што се случи 17 година, за време на Првата светска војна, токму во времето кога Сара Верна требаше да дојде во Битола, да одржи концерт, и токму заради пожарот, наместо во Битола замина за Солун. Наглед ме праша малце подоцна да кажеме, значи тоа се тие три пожари кои што значително го осиромашуваат ова население. Едно чудо ги остануваат без леп, нема работа, нема ништо додека почне сега повторно да оживуваат, а тука се ви сите занаете, не само пазарите, туку и занаечите се тука. И може би има еден податок велат дека одговорните во градот не сакале да го гаснат пожар. Не сакале за да се купуват и од пекмечаршија и од старата чаршија, бидејќи биле гнезда кои што секогаш представувале опасност од пожар. Сакале да изгорат за да се натера населението, се направат многу поздрави, многу поубави дуќани. Така почнува еден податок вели дека токму заради тие пожари широк сокак се направи широк, за да се избегнат тие контакти меѓусебно зближување на дуќаните, за да се избегнат опасностите од пожарите. Значи има бројни пожари, многу луѓе се занимаваат. Дури има еден интересна работа, во овој период се спомнува на бројка дури од 40 кафеа. Покрај бројните 1800-1900 дуѓани, дури и 40 кафеани, значи каде што исто така е од кафеаните екзистирале бројни семејства. По секоја кафеана покрај газдато за 4-5 души од семејството, значи тоа се повеќе илјади луѓе кои што живееле и од тој бизнес, и од таа работа. Пазарот инаку во Битола е многу богат, со оглед на тоа што го напојуваат блиските села, а Битола си има и своје поле, своја градина, кај триаголникот, има тука и градското поле и така натаму, се произведува секој е потребно за живот, за јадење од земјодели, овоши и така натаму. Значи нема проблеми, а згора на сето тоа уште тука постои платото, кое е исклучиво богато и со флора и со фауна. Тука нема животински свет што не постоја. Да речеме од сите видови риби до сите видови птици и се друго што може да успева да дире, да живее во такви услови. Сега кога сме тука околу пазарот, би сакал да отвориме малце диалог за евреите. Не знам сега колку сте запознати, некаде таму кон крајот на 15 век, 1492 и некоја година, се протерани од Шпанија и од Португалија и единствена држава која што му ја отвора вратите на евреите е Османската империја. И тие, најголем дел се населуваат во Солун, а исто така добар дел, но многу помало тој што се населува во Солун, се населиле во Битола, има и по некои фамилии кои што се населиле во Штип, мислам од ова денешна Македонија, и во Скопје. Но најголемиот дел убедливо е во Солун, а останатиот дел значи е во Битола. Сега сакам малце да зборувам за тоа еврејско мало, ако може да ни по-близко да ни го доближиш малце како изгледало и точно. Бидејќи повеќе години би председател на Македонско еврејско друштво, тоа некако ме натера малце повеќе да се заинтересирам за евреите, особено битолските евреи.
И научих да речем доста, меѓутоа најмногу благодарение на Ѓорги Димошки Соле, кој што напише една прекрасна книга за битолските евреи. Има и други автори кои што пишуваат за битолските евреи, меѓутоа ако човек сака да научи нешто повеќе за битолските евреи, добро е и доволно е да го прочита Ѓорги Димошки Соле. Кој опишува целиот пат на евреите, да речам од Израел напуштањето, односно од времењата кога биле робови, како и тие 400-500 години, до доаѓањето во Битола. Тој вели дека евреите во Битола од Солун дошли 1500 година. Во времето на Бајазид, втори кој што бил во Битола 2-3 години пред тоа. Во обидите да задуши или да освои некои предели од Албанија, престојувал во Битола. Значи, Бајазид бил тука, а прз него е направен опит за атентат на реката Срна кај Тополчине. Зашто не се случи тоа, ти велат хроничарите дека ако се случеше тоа, ако се направеше тоа, ако успееше тој опит, вели прашање колку од ова население ќе останеше живо и здраво, бидејќи ќе проследеше страшна една одморст после убиството на еден таков султан и така натаму. Бајазид меѓутоа бил од Фердинанд многу поумен, од шпанскиот крал. Велел како е можно Фердинанд да ги прогонува овие луѓе кои што со себе носат едно чудо знаење, богатства, беа многу умни, образовани луѓе и така натаму. Донесоа многу напредок и тој ги прифати одма во Солун околу 2000 души. Дојдоа со продови, после тоа уште на неколку наврати доаѓа во Битола веќе доаѓа 1500 година. И навистина тука донесоа добар голем напредок. Бидејќи беа како се рекоше учени, луѓе, доктори, трговци, занаетчи, беа се учени луѓе, се занимава со јазици, познава и така натаму, придонесоа многу за развојот на општиот развој на Битола. Додеше живеа во Гета, како секаде што живеа по светот, не сакаат да се делат, имаше многу богати луѓе, некога пред малку спомнавме безистено, некој си Моис, негде во 70, кога бил ограбен, стариот безистен е ограбен и тој многу еден од најбогатите лихвари во Битола, Моис се викал, го ограбиле два-тројца дали браќа или некои луѓе од Кичевско дошле тука и од неговиот дом, откако губиле него и неговиот син, однесле 12 товари богатство. Значи, зависите колку богат бил тој човек. Тој како прв еден од најбогатите луѓе се помна. И некој евреите од ова време, по новото време, како знаеме, значи, во српскиот период до депортацијата, имало богати, имало умни луѓе, меѓутоа имало и многу сиромашни, како и во сите други народи. За голема несреќа, тие се хлопија, се многу прво се прилагодија на оваа средина и заживеа со целиот народ, иако, како се рекоме, си живеа малку одделено во Гета, така сака да живеа, така живее. Но се случи таа трагедија во 1903 година, околу 3000 и нешто, некои податоци велат дека се околу 4000, некои податоци, онде на споменикот пишува 3240 и за несреќа пак никој не се врати. Голема несреќа. Никој од требните не се врати во Битола. Тие што преживеа, успеа да речем пред депортацијата некако да побегнат, а најголемиот дел тие се спаси, тие што отидоа со партизаните, односно се навреме беа информирани дека ќе можно да се случи тако нешто и се вклучија во отпор. Од тие што преживеа, познавам или знам за двајца. Едниот Моис, царијаши, кој што почина сега неодамна, како дете прикажуваше многу како го доживеа сето тоа денот пред депортацијата и после тоа. Меѓутоа има и уште еден Моис, Моис Морис, кој што побегна од затворот во Скопје, вечерта пред денот на депортацијата беше Говерија. Но не стигна да ја види невештата, другиот ден утрото со вале ги депортира, со многу пари, попат еден од стражаните, побегна. Неговиот пат е Тил. Од Скопје, преку Велес, Гергелија, стигна до Солун, од Солун отиде и стигна во Цариград, па таму имаше уште нешто, веројатно, од парите, се ближи со еден турчин, отвори банка. И после 40 години поминати во Цариград, во Солун, дојде да ја види Битола, да ја види куќата на своите родители. И дојде тука, ја види куќата, го зеде од неговата куќа уште стои. Една од ретките куќи
кој што не е гимната, така како што беше, бидејќи јас сум од 90-та година, не е гимната. Го зеде само звончето од дрвената порта. Интересна работа, поминало 40 години никој не го зеде тоа звонче, тој си го зеде како спомен. И таа не среќа, само што ја биде да се врати во Цариград, му кажа на дежни дојде дека не бара ништо, ја остави на државата куќата и почна. Не стигна понатаму да се израдува, ниту да научи дали некој од неговите овде што беа во Битола, дали преживеа, дали пред време сисели или после тоа има некој од своите родини, не научи. Ете, тоа е прикладно за евреите, може да се зборува многу за евреите. Сега малце, јас ќе се земам за право да кажам нешто. По прогласувањето, по преместувањето на престолнината, значи на Битола од Софија во Битола, и сега во Битола, значи, почнува, протоп на градот. Полека почнува да се развива градот. Битно е да се спомне дека, според, значи, јасно што имам читано, дека тогаш се прават и црвената и белата касарна за потребите на војската. Бидејќи во градот и околу градот треба да има огромна војска, некаде се спомнува околу 30.000 војници, и затоа се градат тие двете касарни, по кои што, значи, по потреба можело да преспијат 30.000 војници. За потребите на војската, во Дихово некаде таму, на реката е направена првата фабрика, официјално таа е прва фабрика во Македонија, каде што работеле некои податок околу 500 работници, каде што се работела исклучено за прајање на униформи за војска. Значи, тие се такви некои податоци. Исто така, во овој период, 19 век, прва половина на 19 век, кога градот, значи, почува постепено да се развива, улицата Широк Сокак или Хамидија Џадеси, на старото турското име, или во српско време крал Петар или после Јосип Брод, значи маршал Тито, или цар Борис, таму од 41 до 44 го добива овој лик и не е само за ликот и каква е денес и една од најпознатите улици на Балкан, туку таа имала и функција. Касарните кај што биле, значи, за представа за некој што може не зна, тие биле некаде на потек кај спортската сала и натаму, кај, мислам, кај Киро Дандар фабриката, така и на тој дел. Знаете, оној дел после нагоре на партизанска војни бавчи, а од протива на касарните, значи, е денешниот музеј, кој што беше воено училиште. И тука се, значи, висше воено училиште, и такви во цела Османлиска империја во тој период имало само 7, кога јас го истражувам. Значи Битола, Цариград, Дамаск, Багдад и Каиро. И може уште некој ако јас не се сеќавам. Така, значи Ептен е голема важноста на тоа воено училиште. Значи јас на Балкано не сретнам друго во овој период. Значи тука, знаете, средно воено училиште Кемал Ататурк завршува во Солун, а после висшето воено училиште се преврнува во Битола. И сега идем тука приказки. Улицата, што сакам да кажам, е направена специјално за војската, да може брзо, по права линија, да реагира на безистината. Да реагира на безистината, затоа што ако се случи некој грабеж, тука е пазар, од централното градско подречје, тука се поглавно дуќани на евреи. Така, за да може брзо да делува, за да може да, значи, да се спречи некој поголем грабеж. Значи, пред се, таа е функцијата на Широк Сокак на, значи, почеток на 19 век. Друго што сакам да спомнам е дека исто така во овој период, почеток на 19 век, во Битола и околу Битола, почнуваат да се населуваат и власите. Не знам вие колку сте запознати со тоа, тие воглавно претходно живееа во денешна Албанија, таму околу градот Корча, има една планина, ако не се лажам, Томорица се вика, горе на планината постоеше град Москополе. Тој град функционирал многу добро, чисто населен со власи, но после некакви таму несогласувања со Али Пашајанински, градот е запален. Најголем дел од таа влашка популација, која што живеела таму, се населува во околината на Битола. Имаме, значи, влашки села, знаете, Голпеш, Маговишта, Магарево, Трново. Да ја подрешириме малце темата, Трново и Магарево, таму пред Балканските, пред Првата светска војна, буквално изгледале како градови, со по 5,5, со 6.000 жители, како му иди сега, со пола средно училиште, значи,
значи основно и повеќе од основно училиште. Имам некаде податоци дека по мајка потекнува и браќата Миладиновци, нейната мајка била од Магарево. Најдобриот ученик на Рихард Вагнер, Димитрио Штени Лала, значи потекнува од Магарево. Некои податоци за овие две села, сега малце избегав од темата Битола, значи Магарево и Трново, едното значи мега рог, голема промаја, Трново, нешто врска со млеко, и значи околу них се одгледувало многу млеко, многу значи стока која што дава на млеко. И знаете дека покрај еврејското мало имаме и влашко мало, нормално. Евреите од 1943 ги немаја во нашиот град. Што е друго поинтересно да се каже за градот, може треба да се спомни, јас не ги фатив, не ги знам, тоа се комплексот стари болници, може некој може тоа по-оболно да го објасни, може требаше да останат како успомен за градот и исто така болка на сите битолчани е, на голем дел битолчаните, рушењето на стариот театар, по сите податоци, најстар театар на територија на денешна Македонија, почна со работа таму од 1897 година, значи во османлиско време, а рушење е во 1980 година. И тоа е тоа. Не знам што друго би се кажала, го сака него што беше. Ова уште да додадеме за Рихард Вагнер, има контраверзни, што знам, ја приказни беше, не беше во Битола, меѓутоа денес пред да дојдеме овде, ишов као малку до тие архивите, најдов еден напис во Нова Македонија, нашиот такес, и вели дека бил 1878 година. 3 дена бил во Битола, како гостин на фамилијата Лала. Јанко Лала бил ученик кај него и бил тој наставник по музика во гимназијата и остана тука 3 дена. Меѓутоа, само што се вратил дома, починал, прво време починал, и тој така. Инаку, тоа семејство Лала е познато во Битола. Јас се сеќавам многу добро на последната генерација на детето, меѓутоа и на татко на детето, кој што заедно се случи една година да сме 10 дена на болница. И така имаме можност да ми прикажува тоа, ама јас тогаш не проявав многу интерес така да запишам, не ми беше интересно тоа што ми окажуваш и сега силам како тогаш не зедов нешто да пишам што ми кажува човек. Инаку тој стариот Лала беше кореспондент, нешто се занимаваше со подготовка на документи за пространство. Мајци имаше во Душко адвокатот и тој ми правеше сите документи, преку него се одеше во Австралија, во Америка, тој подготвуваше документите за амбасада. Значи, точно е така, Вагнер дошол во Битола и престојал во Битола 3 дена. И то дошол со Python, то многу модерен Python, и после тоа заминал за Солун и се сврши таа приказна и со него. Кога сме веќе во моментот да го слушав ова, ми текна дај малце да пробаме да објасниме за овој период, негде крај на 19 почеток 20 век, отприлика колку жители имала Битола. Значи, слушаме разни податоци. Битола имала 100.000 жители, Битола вака, Битола така, Битола. Значи, нема официјална статистика. Нема официјална статистика. Бројката варира. Бројката варира. Некаде во најдобар случај, градот жители би требало да има тука некаде кај 1910, збораме сега за до Балканските, до Прва светска војна, некаде нема следното поголема бројка од околу 50.000 жители и заедно која вклучиме и војската би дошло до 80.000 жители. И сега, знаете, малце таа бројка е хиперболизирана, идеме до 100.000 жители тај, да заокружиме. Може да и била точна бројка. Не е случај. Но треба да кажеме дека и Солун во тоа време не бил милион, така? Значи, некаде и ти бројка дека бил 120 до 140.000 жители тогаш. А Скопје, значи, и тој варира, но нигде не е иди повеќе од 29.000 жители во овој период. Значи, некаде од 15 до 25.000 жители Скопје дека има во овој период. За другите градови да не правим овет, Штип може да се каже дека бил исто така поголем град со 11 до 12.000 жители, што значи дека Битола во овој период е вистина еден од најзначајните градови на целосна Македонија, она која што гледаме на картите од 1917-13 година, но сето тоа
ќе запри и ќе почне да се руши со балканските војни, со ставањето на границата, онде кај што е, и Битола стана слепо црево, а дополнително градот ќе биде многу измачен и истроштен и разрушен во Првата светска војна. Знаете, Првата светска војна почнува 1914 до 1918, но се формираат три боишта во Европа, источно, западно и јужно, односно Балканско боиште. За наша несреќа, линијата на фронтот буквално 2 години е самиот град. На јужната страна на градот се војските на србите, французите, англичаните, на северната страна се војските на централните сили, односно бугарско, германско и можеби турски некои војски. И буквално градот е секојдневно бомбардиран, а исто така се употребували и бојни отрови во 1916, 17, 18 година. И мислам дека голем дел од луѓето во тоа време, барајќи спас, се иселили од градот, кој можда подоцна во 20-те години се вратиле, но никогаш Битола не се вратила во стариот ќај пред Балканските и пред Првата светска војна. Толку ме фаса, ако не нешто. За Битола уште да каже, може со часови и со денови да се зборува. Еве што ги направивме темите, да речеме, персистено, часовникот, театарот, доаѓањето на конзулите во Битола, посебна тема е една и така натаму. Идењето 1901 година на Гоце Делчев во Битола, средбата со Даме Груев, Ѓурѓо Дончето клање, уријето и така натаму, ето чудо што можда како теми посебни да биде, за да можеме малку пошироко да зборувам. Јас намерно имам овде доста напишано години, дати и така натаму, но не сакам да ве заморувам со такви работи. Сакам да направиме еден објективна општа представа да се добие за овој период. А во детали тешко ќе можеме, со многу време сакам. Некој сакаше да праша нешто? Да. Повед. Спомнавте дека имаше 21 улици, така беа поделени мали. И беа етнички сегрегирани. Слушате, добре? Дали во тој период имаше мешање на бракови помеѓу различни етнички групи и заедници? Тоа е првото прашање. Второто прашање, има мит кој се перпетуира дека за Битола се опеани над 500 песни, дека имало над 500 пијана. И трето прашање беше прашањето за кемалата од кикарите. Малце спомнавте, ама не е тотално. Колку е таа приказа хиперболизирана, колку е реалистична? Па сега, ако запамтив во првото прашање што ти рече, за 21 улица? Да, дали имаше мешање на бракови, љубов помеѓу други етнички заедници, дали беше тоа легално прифатено? Може не е тоа да речем масовна појава, поединечни прилики и такви можности може сигурно има. Сигурно. Масовни појави нема. Го гледавте с Богом Румелија, не ја приказна за јавешани бракови, како било и шо било во тоа време, така? Тоа е една добра прикажа с Богом Румелија, да каже времето во кое живееме. Нема голема толеранција врска со тоа, тешко е времето, нема такви толеранции. Меѓутоа љубовта си е љубов, не прашува, некогаш и така. Поединечни случаи 100% има. Што ние не ги знаеме, го живееме. Тоа е за клавирите што. И песни. Видете, и тоа како за Вагнер, како за Сара Бернар беше, не беше така натам. За Битола се кажа многу прикази. Особено за Битола се интересира луѓе што не се од Битола, кои ќе доаѓаат луѓе острана, многу сакаат овие работи да ги слушаат, да ги знаат за Битола. Се спомнува 500 глави. Се спомнува, јас немам видено податок дека имало точно 500 глави. А точно е тоа дека имајќи преди колку богати луѓе имало во Битола. И каде се образовале тие луѓе, каде патувале по светот, дека натаму сигурно тие од западни навики, западни искуства ги донесле од него Битола. И една нашто е дека имало клави, ама точно дали некој седна да ги избори дека биде точно 500, не може да кажа, може пак имало и 500. Тоа е исто како и со песните, дека Битола е опеана во 500 песни, еве Каваев пишуваш тата работа, дали ги стига за 500 или има, дека има многу песни и има многу песни за Битола, така? И дека е најопеан град, е најопеан град. Ама точно кога ги зборуваме со бројки, некако не можам да бидам категоричен, дека тоа е 100% точно. За Карините. Па, јас не знам дали сум компетентен да зборам, дали е тоа вистина.
Сакаш за Кемалата Турки Каринти. За Кемалата Турки Каринти. Аз да кажам, и да малце контравезна работа. Јас кога промовирав некои моите книги, верев, толку јунаци имаме во Македонија, да можеме цртани романи на времето кога беа популарни цртаните, да кажат Марк, капетан Марк, не знам кој там, Зоро, Зарко и така натаму. Ние немаме потреба американците ги измислуваат јунаците за да направат историјата, така за да биде интересна Америка, да го привлекуваат вниманието. Ние ги имаме јунаците, ми ги да не пишуваме. Така е и случајот и со примерот со Кемал Ататурк и со Харинти. Може би имала некој љубов, меѓутоа имало тука и од што знаат тие работи. Вистина постоела таа љубов, не постоела, бидејќи станува збор за време кога Кемал Ататурк е многу млад. Станува збор за време кога во тоа време немаше шетање по корза како сега, па ќе се среќава секој како што сакаме, ќе сакаме и така натаму. Може би имало симпатии некој, може би тој одел таму да ја посети фамилијата, може би така се создава една приказна, меѓутоа како и да е. Лани имаше една група од Турција, во музеот имаше една манифестација, така цртаа нешто и едно време почна да пеат една песна. Ја запамтив, така ја ги снимив. Шо е ова песна? Ова е песна за Кемал Ататурк. Нема во Турција никаде не се пее ова песна. Шо песна е вака е зборовите се. Кај шарената чешма мори мајко видов една многу мома убава. Срцето ми остана во Битола и така натаму и јас ја напишав таа песна, сега не можам да се сетам на сите зборови. Кемал Ататурк ја пеел во младоста таа песна како тука за сакал некоја девојка, ама ја седнал кај шарена чешма некоја. Шарена чешма, колку што знам, има една на Бајо. Уште една се помнува некаде горе кај Арманов Мале, тука чешма не знам и така натаму. Дали се скртнале една чешма и така не ги остана тоа. Ама важно е, еве летоска седам онде кај пред Епинал и помина еден наши селеник стар ми вели, шо е ова сите и да сликат оде, застанав сите со апаратите, ова куќата слика, шо има ова куќа, јас не гледам и тука, шо има тука да слика. И му е кажа приказната за Кемалата и за Кемалата. Затоа вели толку сури луѓе идат доде и сликат, кај се оди? Пуштијаво ти најмногу се интересира за тоа. Таа приказната за Кемалата, дали тука вистина имало некоја љубов, и тој многу млад, тој завршува само средна кадетска школа и после одма заминува за Солун и повеќе не се враќа во Битола. Не се враќа. Тој младушката Русија дочекува надворот од Битола некаде во Цариград или на Блискиот Исток некаде каде што бил разподелен како кадет таму некаде. Меѓутоа еве останало тоа така да биде, а јако поддржувам тоа да ви кажам право, бидејќи е интересно за странците дека биде така дека се сакат и ден за кој сака да се така. Кога тој тука како млад офицер се загледаваше во дотичната девојка, не беше Кемал Ататурк, туку Мустафа Кемал. Ататурк беше многу после. Ататурк е татко на Турција. Татко, ама после стана. Тоа добива таму некаде после 20 година. После стана. Успева да ја спаси Турција од тотален пропаст, бидејќи големите сили решиха таму Турција после Прва светска војна да ја делат меѓу себе, најголемиот дел на Турција да му го дадат на Грција, но тоа не му успеа. Јас сега не знам колку е вистина, вика дека тој заедно со Елени Каринте пошли во Солун, но неговиот татко не го одобрил тој брак. И после татко му рано умре. Многу рано. И значи еден од родителите не го одобрил тој брак и после тоа значи се враќа во Битола и тука завршва таа работа. Тој се жени таму некаде 1923-та, само до 1925-та, значи се разведува и повеќе значи деца немал негови во брак, но имал посвоено 7 деца. Тоа е тоа за Кемал Ататурк, значи знаете, роден 1881 во Солун, умира 1938 во Турција. Инаку по потекло таткото негов е од Дебарско. Сега дали биле турци или албанци, тоа не знам. Тоа е тоа за Кемал Ататурк. Дали била вистина на љубов Елени Каринте, не знам. Знаете, значи, тука има некој помнат. Време живеел во Битола и на која
Како? По военното училиште? Во Битола и на која возраст бил тој кога живеел? Па, значи тој бил од 1896, негде од 15 до 17-18 години. 16 години, да. 16 години. 17 години, малку. Дека до Кажете по напредни. војна академија. Тоа не може да значи 16 години, не. Не може да значи дека не треба да има. Ако создава приказни луѓето секаде во светот, интересни за да привлекуваат внимание и така натаму, ние треба да шириме оваа приказна како што да речеме еве Ромео и Јулија. Исто така е прашање дали вистина била таа љубов меѓу Ромео и Јулија, меѓутоа во остана верно да остана да речем светска класика така овај целта ти да играат Ромео и Јулија. Нека идат тој да го гледаат како датото ги уште некоја приказна треба да измислиме така, некоја интересна случка. Има Битолата и треба вистина да судаваме така. Имаме, не треба да ги измислуваме. Само да се подсетиме на некои работи, да му даеме стил, да му даеме да речеме поправек, така да може да се луѓето да научат нешто тоа и да го почитуваат да идат заради тоа. Да го прекашем интересот воопшто за сите. Друг ми го сакаш нешто. Јас сакам прво да се заблагодарам на Димче. Знам за филмот, ама за жал не го гледав тогаш кога беше снимен првите проекции и убава работа. Дај Боже да има други што ќе прават вакви работи кои ќе остават трага. Јасно, не може ништо да биде совршено, меѓувреме се смене работите, треба да се дополнуваат се имама, то нека прават други. Важно е направено, има Адами Бујевна мисла, вели, подобро да сработиме нешто и нека не е совршено, да остане за едните генерации, отколку ништо да не сработиме, да објавиме нешто, осрав да не биде тоа совршено. Тоа е подобро ака што се направи и убаво и камерата и сите работи што ги видовме прекрасни се. Благодарам за информациите други што ги научивме и јас научив некои работи што не ги знаев, а ме интересира би тоа, сакам само да укажам на неколку работи што може да се користи за помладите тука слушатели. Една работа, не знам младите веројатно за пекмет. За пекмет пазар не знаат младите, дека тоа беше околу градскиот часовник, таму околу 150 дуќани, кои што после беа разурнати после Втората светска војна таму. Но неколку работи како извори. Го спомнате покојниот професор Георги Димовски Цорет, кој мене беше професор, имав чест така да научам многу работи од него. Книгата е изморедна за битолските евреи и со сопругата и со една група од Битола имавме чест да видиме во Јерусалим и во тој центар таму во Ајад Вашем јас им предложив на луѓе кои се стручници од таа област да се преведе книгата на англиски. Тие прифатија, рекоа во ред, вика само дајте неа книгата, вика ќе ја преведеме. Јас му реков пред да почне професор Георги Димовски за книгата да се преведе на англиски за да биде по вака достапна за поширок круг луѓе. И тој рече добро, се договаравме така за да направиме по-конкретни некои работи, за жал меѓувреме почина. Се надам дека ќе успееме тоа да го направиме, зашто е добро и афирмација за Битола. Има книги други во кои што се пишува, да речем за Битола, посебно за освојувањето, од Драги Михайловски писмото, што е битолчане, знаете, има на книгата Смртта на Дијагот. Не е голема, бидејќи препорачувам книги што не се много големи, не сакат може луѓето многу да читат, ама е многу интересна, како било освојувањето на Битола преку пишувањето на ликот на Тимурташ, така, тој што бил войсководар тогаш, и на друг лик на христијанската страна. Исто така од Костов има Смртта, односно еврејчето Шами, за евреите, многу интересно, тоа е и како за деца литература, меѓутоа многу интересно има податоци и негови така објаснувања за евреите тука за Битола, така што навистина имаме ние извори, а во однос на има книга на англиски од овој заборев како се викаше сега еден евреин, мислам Морис името, ама заборев се, имам дома, имам книгата на англиски и на македонски е преведена, за Битола книга има, значи објавена за евреите битолски и уште неколку работи во врска со Битола сакав да кажам за образованието, дека од тој период, значи од втора половина на 19 век, во Битола имало 5 училишта, значи оние основни, средни и висши што ги имаме, и тоа на 9 странски јазици. Јас за тоа имам труд еден објавено,
имам пишувам дека стипендии имало тогаш во нивните верски училишта. Наистина за стандардни турците, да не зборуваме сега, тоа јасно било време во кое што Битола и Македонија била под окупација, османлискиот систем, османлиската империја наистина неоправдано често пати се осудуваат како да е не знам што во Европа во исто време во феудализам кога не смеа да мрднат од феудот можеле да убиват во секое време, овде беше отворено во османлиската империја, може кај сакат да се движат само да плаќаат данни. Разбирате? И многу други работи имаат право. Чорбаџи од каде изразу? Па во турско време, тоа значи луѓе што се збогатели. Ако некој го бивало, можел да се збогати. Значи давале можности за разлика од други и така натаму. Но тоа се митови, во однос на заокружувањето и ќе завршат. Затоа за жителите, веројатно 80-90 000 со се војска имало во време кога Загреб бил 40 000, например, во тој период и навистина Битола бил еден од најголемите градови. Ама во однос на клавирите мислам дека има поголемо заокружување. Веројатно 50 нема, ама до 500 има прилагодава. Навистина сум почестен што професор Жорев и ќе бидам искрен, кога сета прво него го видов, реков, сега треба многу одговорен да сум не може да се кажам сега што навистина и други што знам дека вистина ја знаат. Се извинувам, че заборави за Такец да го препорачам и со книгата од Такец, Бог да го прости, многова книга перформансите на Жироксопет, изморедна книга имав чест на промоцијата во Скопје да зборувам. За жал после тоа скоро почина, меѓутоа остави трага и тоа е убаво сите луѓе што имат истражување за Битола, без разлика каков сегмент е да го направи тоа, ако може да се објави или да се сними, да остане трага. Инаку се ќе си оди со времето, јас исто со Лала имав чест, така како помлад, одев, објаснуваше имене, тогаш не било за да запишам. Меѓутоа тој со сигурност тврдеше кога го слушав дека бил Вагнер, не беше тогаш да речи некој сенилен, баш беше релативно во една добра кондиција, се знаеше податоци и факти и се така, и јас уверен бев дека тоа е вистина. После кога читав некои оспорувања, ми беше чудно затоа што лично него тоа го слушав и жал ми е што тоа се затвори, што пропадна сега, мислам, седиште дали на некоја партија беше, на НСД, некој беше. Ама тоа беше за Битола навистина многу значајно. И сакам да ви кажам што зона не оди кај нас, тоа е лесно за измислување. Ние што речети не треба да измислуваме, имаме ние работи, треба да ги поддржиме само. Меѓутоа, еве за Лох Нес викат цел свет таму, тоа никој ниту испитува, никој нема да каже, но меѓутоа туристи од цел свет од таму. Кај нас во Преспата има феномени, неколку пати витер се дигнува Преспанско езеро и на некој му заличало нешто на сенка, како да е нешто и еден пушти таква информација. И му вика, ги прашува тие луѓето, абе има нешто така? Не, не обрска, вика. Нашите да направат приказка, кај нас тешко оди да измислат нашите луѓе, баш за Преспата ни беше индикативно, навистина има таму феномени, и во Окрит, например, кај Заум, таму се прават витли, водени или посебни некои феномени, кои што може да бидат предмет на разни толкувања, меѓутоа кај нас луѓето опа кога ги слушна после тоа реков, еве приказка да се измисли како за Лох Нес, ама овие нашите луѓе одма. Не врска ништо одма, сите така тешко оди кај нас тоа. Професор, спомнавте смртта на тие од книгата, јас видам една коинциденција како се случи, речиси истовремено со Драган Михайловски опишува исто. Јас се пишува Пекол во Битолската тврдина, сега излегува во продолжение петот во Битолски вестник, тоа го пишуваше смртта на тие. А никош не се видоме, никош не сме направиле мој. Значи, интересно беше, темата е интересна, како турците освоија Битола и така натаму, да излегуваат петритела, што и тоа е филм, една приказна посебна, што може да се искористи. Извинувам, не спомнав, ама ги спаднеше дека е месец, дека сакам да фалам пред луѓето. Тоа е избор долго добар за да се чита од Димче, Пекол. Инаку колку да беше тоа тешко време, едно тие 5,5 века, скоро 6 години под турското робство, навистина имаше нешто што треба да го почитуваме. Точно е тоа дека никој турците не правеле проблеми како ќе зборуваме, во кој цркви, како Марко Цепенко вели дека се туде два манастири се урнати и кажува на кој манастир каква џамија е направено и така натаму, и тоа да речеме да го земе со резерва.
Но за тоа пак останале бројни цркви и манастири. И никој не им пречил да води. Турците колку што сакале да бидат господари, кој народ видовте во Румелија, навистина има македонци што сакале да научат, ама голем број турци зборува македонски. Голем број турци. Јас живеев во Турско мало, многу лесно беше да се разбереме. Тие поубаво и тори некако помелодично зборува на македонски, да ти верам да изслушат и ќе кажува така за тие времења, кога пред да се иселат и така натаму. Да, има, значи, убави работи, да каже и професорот, уште нешто, има некој да праша нешто? Кажи. Да микрофон на. Ајде. За да се снима, ако за да се снима ово. Да се снима. Три прашања имам. Првото прашање до Љубе, кратко. Кај беше центарот на Битола порано, пошто снимките што гледавме околу 1900 година е пред гимназијата, а сите консулати биле на улицата Парина со Широк Сокак. Претпоставам дека тие поважни места отколку сами Широк Сокак, ги зошли до така. Второто прашање до Димче. Ги спомна козулите во филмот. Би сакал да слушам некој интересна анекдота, некој интересна приказна околу животот на самите консули. Какви биле, љубовчија ли бил, некој пијаница ли бил, па напред некоја глупост или нешто интересно. Доколку имаш некоја таква анекдота би сакал да слушам. И третото прашање ова само за те Димче повторно. Ти си, ме слушаш? Да. По вокација си новинар. А уствари имаш толку познавања за историјата на Битола. Од каде таа желба ме интересира, кај тебе, ако може да накратко да обясниш? Ова последното ќе почнам. Како млад новинар 60-тите години ми дадоа емисија да го редувам во Радио Битола. Инаку во Радио Битола почнав во 16-17 години до денеска. И да постои уште Радио Битола, сигурно уште ќе ме фала. Независно од годините и од пензионирањето. Значи, поќе околу 50 години и нешто помине во Радио Битола. Ми дадоа таа емисија да ја правам спорт и рекреација. Физичка култура, спорт и рекреација емисија. Во таа емисија имаше рубрика го прелистуваме спортскиот албум на Битола. И мораше да ја пополнувам со приказни од минатото, со податоци како би дошол до некојаш. Така почнав во архивот, во библиотеката да превртувам вешници, да барам заради рубриката, да барам интересни некои случаи од премињата на нас. И кога почнав да чекам по тие вестници, реков, многу интересни работи имало за Битола во премињата на нас. И така, од тога, практично 60-тите години почна таа љубов спрема она што представува минатот на Битола, да ја негувам и набрзо потоа, 9 години потоа, бидејќи година и гол ми зеде вошката, ја напиша првата книга фудбалот во Битола, низ се откако и најдов ето чудо така податоци за тие времења на нас. 69-та година, таа беше прва спортска фудбалска книга за фудбалот во Македонија и предизвика многу голем интерес таа книга. И така почна да речеме, а меѓутоа мора да признам дека пред 4-5 години кога се опитав да почнам со документарните емисии, со овие како што ова беше сега вечера, јас правам емисија додека не се подготвам добро, додека не го напишав сценариото, не одам да снимам никаде. Без оглед кој е, што е и така натаму. Што тема, каква тема, дали со личност ќе зборувам, дали за нафтан ќе работам и така натаму, да се подготвам тоа. И затоа кај не одат со сати снимањата. Ние одиме кај меваните убираат за мене да работат, да ќе му кажа ова и свршваме за половина сат се спрегаме. И просто покривам ја што треба да си покривам. Каде ги имам текстот си го имам и така натаму. Брзо се реализираат тие работи. И токму и заради тие емисии направив околу 200 емисии. Вакви. Значи, тоа се 200 часа програма на телевизија Орбис, редовно се емитува. И благодарение на тие емисии уште повеќе, да речам, така пристајќи, препратувајќи архиви, стари документи, луѓе сеќавајќи се со луѓе, така се и учат работите. И сега ви кажам само уште ова врска со Ѓорги го спомнавме, Бог да го прости, Ѓорги Димовски Солев, го почитував крајно, бидејќи знае дека многу знаен човек. Многу начитан човек и за Битола ретко може да се најде човек што знаеше повеќе од него. Има и други. Има, меѓутоа велат дека беше така повеќе што знаеш од другите. Неколку недели пред да почини ме видна, преку Кочанковски, Кочанковски, дојде сега и молим те бара Ѓорги, Гожо. А никого немаше 2-3 месеци, не го гледат во на Широкшок, некој секој ден се гледа од една клупите, ке седа веќе си го прикажува.
И отидов видов дека не е добар и нели сакам да ми направиш една емисија. Ти реков 100 пати да ти направим една емисија, да направим една емисија. Не ми рече 100 пати, ми рече само 3 пати. Само 3 пати ми рече. И седнавме направивме, само што ја завршивме емисијата, веќе тешко беше, и уште тоа тешко збораше, по една недела, две, падна навистина, потешко и по 20 дена почна. А јас дека ја има готова емисијата, не знаеш што да правам сега, знам, има информација, дека не е тоа. Да ја пуштам емисијата, не знам што, какви ќе има да што последицата. Повеќе може да се возбуди, колко што да направам, или може ќе се израдува, и така беко дилеми што да па чекаме да почне, да помине некој време да ја пуштим емисијата. Значи, доста работи се учат и од луѓето. Има постари, луѓе што еден постар човек има 93-4 години, жива енциклопедија. Може тој чака да ја пусти емисијата. Може го маже да биде надужа да го носи. Чекал да ја види емисијата. Кој беше второто? Кој е дала? Јас чекам да кажи второто. Второто што беше? Со конзулите, да ви кажам, беа колку 9-10, интересно е дека прв конзулат отворија Австро-Унгарија. Не знам колку беше интересно, пак Австро-Унгарија, не значи Грција, Бугарија, Скопје, те што беа заинтересирани за Македонија, така? Меѓутоа, интересно е дека во овој период, цар, австро-унгарскиот конзул цар, беше најинформираната личност за се што се случува во ова тесно подрачје. Се знаеше што бе. Каква мрежа на соработници имаше растурено. Или идеално кажува, или тој и тоа, не речам, беше способен да го изорганизира сето тоа. Дури пред Бабијата, дури пред, не знам кој пред, да не зборам пред српскиот, пред бугарскиот конзул, дека многу порано ги дознаваше сите тие работи. И доста се залагаше за христијански дел од ова население. И ви кажам за Росковски таа приказна, како се случи. Росковски е исто така интересна приказна тоа време на и Нушич доаѓа тука пред распагањето на Томаската империја, пред занимањето, доаѓа тука како писар прво, па потоа во 12-та година кога влегуваат србите во Битола, доаѓа како представник, како градоначалник на Битола станува и така, натаму па се повлекува заради опското перо и продолжува со пишење. Уште едно прашање беше? За мене беше тоа. Ме праша кај во центарот на Битола, па ќе пробам малце да објаснам, значи најверојатно е тука некаде кај што бил и денес, само не може онака замислете сега како сатот кај што е така. Буквално тоа го сметат за центар на градот, паркот, и отпротив Јени џамија, така. Тоа замислете се, 48 година не изгледало така. Значи имаме пазар, одат пазар, така, кој што продолжувал до дрвен пазар, знаете дрвен пазар кај, и сето тоа било спојано со дуќа. Значи околу сатот се наоѓа пекмес пазар, кој професор Жогов, така. Од спротива, колку што знам јас, кај што е судот денеше, била дрибл чаршија. И најверојатно тука е, буквално централно биралиште на градот, и улицата Широксок. Ама точно плоштадата, ако ме прашуваш кај имало, јас не знам. А инаку, минатиот пат, кога разговаравме тука, нели Стефчо Тодоровски кога збореше, кажа дека во Турско, таму некаде кога се прави градот на место кога што биле манастирите и сето тоа, значи голем дел него слушна сето предавање, центарот бил буквално вика кај што бил Чинарот, таму некаде 15 век. Значи тука затоа биле тие дрвата засадени и понатаму после, значи од левата страна на реката Драгова, и после Битола, значи таму некаде 18-ти, крај на 18-ти, почеток на 19 век, се проширува и десната страна и го добива велик кој што го има во груби црти денешниот вид. Сега... Шермол на Широксока. Како? На Широксока шермол, туѓани ли биле? Кафани, куки. Кафани не знам дали биле, од Турско. Само улица. На Широксока, улица. Да, улица обича да живее. Во Турско Хандија Джадеси се вика Широксока и кажа после големите пожари се направи малце поширока улица и велеа да речеме колку е широка ова битолска Широксока, како одиме во Сегин да решиме
15-20 метра една улица од куќа до куќа има ширина, каква е ова широсока? И да беше тоа што живо. Кажа, пријател, зошто е таа и заради потребите на војската и заради опасностите од пожарите. Некој сега се сети да ви кажам за конзулите, англискиот конзул, конзулите прво по куќа прекаа својата работа, донесе многу добри работи на овде, особено во Битола и на овие простори, така? Ја донесе водата, за промени архитектурата, почна да се гради по европски стилови и така натаму и така натаму. Овде се носеше како во Париз да се кои излезеа представниците од конзулатите, кои излезеа дамите, господите и така натаму. Беше тоа празник за душата, да гледаш Роси, најбогати и така натаму. После придонесе многу за развојот на спортот. Кај одворот на англискиот конзул беше изградено во тенисно игралиште, прв пат тука се игра тенис во дворот. Децата играат на левата страна, слушнате овде во филмот, јас живеам точно таму живеам порано 20 години, кај што беше тениското игралиште ни направивме куќа. И кога копавме тука за гаражата, помина Петар Гераш, еден од газдите на таа фабриката Прогрес за помпони, и вели шо копаш тука, рекол гаража ќе правиме. И ама тоа биде едни камене и капези, железни огради излекоја, закопано. Што има од овде? Тука вели англиските конзули чуваја мечка, одма покрај авијата, имаше кафес и тука ја чуваја мечка. Јас тоа го напишам на тоа, ќе дават проспомненост. Значи, еве такви работи, атракција беше да помениш таму, да и видиш конзулите, сите трча кои ќе излезеат тие дамите во раскошни носи да играат господините и така натаму. Пајтоните, ја спомнат Дембел чаршија. Дембел чаршија не е таа чаршија, тоа е, да речам, дел од пекарството. Таа е кај Интипа, кај судот од оваа страна на Драгорот, тука се богатите, тие што не работели, имале пари, пиеле кафе со локум и си пееле песни. Ја знаете она песна Морин Тимковице, кај ти е Тимко, тој те вара тебе, ти го вараш. Никој тој седат овде на Дембел чаршија си пие кафе. И така натаму, а одма подолу, каде се сега овие таксистите, над Безистено, таму беше паркиралиштето, паркинг пласот на пајтоните. Имаше, може, 13 пајтони. Иако веќе зборуваме во време кога се појавија и автомобили, почна и по некој автобус малку подосна да има за превоз на патници до Реси, до и така натаму, меѓутоа за локални потреби најчесто до 67-68 година се користија пајтоника. Да устуга брза топ станица да однеси нешто, да купи нешто потешка работа со пајто, шпоред и така натаму, со пајтони се правеше се. Јас не сум толку стар, што имам слушано и од тие слушање научив го работи. Малку паметам од тие работи, иако не сум и млад, да не кажам како че ми тие. Колку години има, кои 65 години кажа дека има 6 години. Ами јас не сум од тие само по баш кај што кажате, се еднаш кажам. 6 Добро, мислам дека офативме доста за 19 век. Песочен, дали знаете кај се наоѓа? Како? Песочен. Вака се, за Песочен и јас имам така малку, ти не знае. А исто и за Дембел чаршија, мислам дека кој судот, била каша судот, добро. А Песочен е најверојатно, тука има и други историчари, не сум јас, се наоѓа Ленинско. Пешошница се вика. Како? Пешошница. Пешошница, така? Македонскиот запол, не знам дали. Ама имам слушано, така, имам слушано некаде и таму, некаде Охридско има уште некој. Тамо е. Да, ама најверојатно го прашате за филмот, тој е некаде Ленинско. Така што е. Далеко биле тие од Битола? Како? Толку далеко биле од Битола? Па да, ама тогаш е... Овдека на кај... Јас Од Левин на кај се оттука. Јас имам сознание од стар човек, Така? посочи дека некаде било Братиндо. Песочен, Братиндо. Песочен или Песокник има две такви села во наша непосредна близина. Според историчарот Чекутка, сега брзо го напише тоа во Битолски вестник, село и река која течи низ селото и со истото име Песочник има кај Слушко. А другото е источно од Левин. Исто така има и така селото се вика и така река на се вика. Мора да е, значи ова село во
непосредна близина на Дерин, бидејќи станува збор за почести посети на Битола, далеко е Струшкото песочник или песочен, за да има такви близки контакти со Битола. Значи тоа е овде во близината на Битола, на граница, источно од Дерин. Него има и денеска, ама има, не можам да го запамтам, грчко име има сега. А каде таму, Братиндол? Братиндолско, тамо некаде, кај капенците нагоре. Не, ние си го викавме, ти имаше песок там. Не, стар човекови. Може, Така, може. случајно. Не за ова јас пак не слушам. Случајно на пазар, така, разговаравме за овој филм од медија. И тој така кажа, Братиндолско некаде. И тие, по логика, би требало многу побрзо да доаѓаат во Битола, пешки иделе. Да, ама тоа ако Близина земе за некој колку селце идеја тоа било. колку идеја Ајде, Битола? Роман. Колку километри идеја? Како е? 30 километри од Лека. Да, значи 135, тоа околу 39-40, така? Значи, Зато тие вечерта тргнували трента Битола да, стигнат. до толку, прилича со 7-8 км на сат, вижи човек. На 5, ние сега го спрзуваме 5. Тоа е до за месечот, кажете. А и аз нещо да кажа. Имам некои исправки. Прво да речам дека она што е напишано кога е срушен театарот, фактички е гришка. Не е 80-та, значи, него е 79-та година во летото. Јас работев во Завод за заштита, мислам и точно знам како се одбиваше таа работа, така да не знам зошто е направена, тоа е доста пресно, што би се рекло, а сепак е направена грешка. Тоа треба да се исправи, фактички. И сега, што се однесува до центарот, што рековте, вистина е од страната на Бајевот. Тој дел е најстариот дел, фактички, на Битола. И за жал е најмалку истражен. Археолошки. Па и на друг начин. Меѓутоа, најзначајните градби, ето да почнеме од гимназијата, е изградена таму. Гимназијата женска која била некаде тука кај судот, во тој дел некаде кај паркчето, исто е на таа страна. Вилајет, мислам, седиштето на валијата беше исто од таа страна, некаде по една фотографија што ја видов од 1917 година, баш тука некаде беше во тоа паркчето меѓу Исак џамија и судот. Тука беше. Значи, ако се сите тие значени други нешта, исто, например, тука живеа најбогатите во тој дел. И првата најстарата џамија која е срушена 56 година, кај што најдена плочата, Битолската плоча или плочата на Јован Владислав, е кај што се сега овие... Да, кај што тој е една площадка, меѓутоа за жал... Ова е кај Житипа, Качки Житипа. Точно таму. Таа беше 1435 година. Втората, значи, по старост, Исак џамија, таа е 1508 година, а една е 58 век, од другата страна. 58 Нова, точно нова. И сега, значи, во тој 16 век, исто, Сулејман на неколку пати беше дојден во Битола и престојуваше од таа страна значи на левата страна на Драгорот. Тука беше, се не се сеќавам точно како се викаше тоа мало, меѓутоа тоа беше едно од најбогатите и тука тој престојуваше. И сега исто нешто некој спомна дека всушност имаше многу војска. Фактички Битола по традиција е град која сите занаети беа во служба на војската. И во Византија, кога идеја, значи,
царевите, тук престояваше Мануел I и пред него татко му Јован престојуваше, се беше во врска со војска. Да се опреми војската и од тука да се оди или на Унгарија, или да се оди во Албанија. Значи, секогаш беше. Така да и она што се спомна, дека имаше колку кафани, фактички, за да може тие многу бројни војници, пред да одат во војска, во војна, требаше некаде да се релаксират. И така да се беше и тие песни што се пееја, сето тоа беше и тој шајак што се произведуваше, и гајкани што се произведува, сето беше фактички и сабји, и пушки, и сите тие занаеки во Битола генерално беа за потребите на војска. И толку би можела да кажем. Зато ромите денес ви се најстари граѓани. Ако му речете кој па ги слушайте, и точно и ромите се од таа страна, а и евреите се од таа страна. Гетото, значи, на евреите беше, а и безистено. Безистено слушно шо е? Безис е тканина. Меѓутоа, на овој потез на Балканот, не само во време на Турција, беше да се изработи убави, значи, алишта, со златни конци, значи, извезани, и со сребрени конци. Имитација на такви има во музеот од 19 век, кај што се тие кафтани, како се викаја, со бисери, со диаманти, во еден опис на тие источни облеки кои скајна се употребуваја пред да дојдат турците. Во византиските цареви во 11 век, после 1050 година, веќе не се облечени како што беа Василије II, како што беше облечен, него тие се во долги кафтани и извезани со злато. И тие скапоцени алишта беа мета на арамиите, да се рече, затоа што беа тие баснословно скапи. Немаше цена на нивната изработка. А и безистина цена е била таа страна. И сите нешта кои се за потребите на центарот, мислам, на важните личности, на управниот апарат, се од страната на левиот брег на Драговица. Мада и од ова страна, тоа е малку археолошко, со истражувањата во Гени џамија, кои се направени, се открија темели од неколку срушени цркви. Најстарата предпоставка, се уште е, меѓутоа, помладиот колега кој го завзема сега на средновековна археологија, работи во музеот, има една идеја, може не е лошо, со понатамошни истражувања ќе се тие предпоставки ќе добијат вистина. Тој смета дека не само 7, него порано, во 4 век треба да се спуштиме, дека тука имаше некогаш населба. Затоа што имаме едно кажување од професорката Франула Папазоглу, таа е историја, класична историја, и е многу заслужна за Македонија, затоа што ја напиша книгата Римски градови во Македонија. Во тоа влегува, значи, и историја, и археологија, и сите историски извори кои објаснуваат не само за Битола, него пошироко за сите, значи, цела Македонија, не онака како што е представена денес, што велиме дека е мал дел во Пиринска, мал дел во ова, него пошироко. Имаше многу пошироки во антиката граници, меѓутоа тоа е друга тема. Сакам да кажам дека таа има една предпоставка дека Битола била составена од 3 гради. Битола, Пелагонија и Хераклеја. Хераклеја и Скопините ги знаеме кај се. За Битола имаме само тоа горе калето, кај што има една основа од голема црква, 23 метра,
koja za žal не е ни конзервирана. Имахме ни един проект, за да се направи реконструкция и А той доста не така се... ми извините, че бия малко непристойно, не знам дали да скратите малко, ако ще имаме прашения други да поставим. Ево сега, само момент да кажам, значи, за градот Битола, дека може да биде составен, значи, од тие 3 града. Значи, едниот Битола од левата страна на Драгород, Пелагонија би можела да биде во овој дел, кај што сега зборуваме, кај што се сите конзулати 903 година, и Хераклеја, она му пише Скопин. Ето, така малко пише. Господи, дојде дојдеме до многу висти. Сега некаде сме при крајот. Ќе ви кажам нешто да се насмени така расположени шојбот и без мотретираме малку. Како млад новинар присуствувавте на седница во собранието, беше писмото на Тито и многу се бараше отворено да се кажува за проблемите, да се именуваат луѓе кои грешат, кои прават тоа и така натаму, така натаму. И седев јас, а пред мене седеше еден уште жив битолченец и стана да каже нешто излезе напред и вели, другари, вака како што дискутираме колку време не може поќе вака. Ние мораме малце по-конкретно да кажеме. Така не може вака, така, онака, ние тие конкретно треба да кажеме. И тој така, вака, онака. Ако не таквајме, ние не знаме што да вака, не таквајме, како ќе онаквајме, така? И така, и толку имам јас да кажам, мојде седна на седишето и му вели на пријателу, убо му кажаш, вака се зборува. Така треба, и ако убо ми кажам, да ќе правам многу ви благодарим. Ајде. Кратко ќе видам, во твоите сознание, ти че спомнам во еден момент дека има околу 1000 тркери на неколку пати во историјата на Битола. Ме интересира дали имало некакви синдикални движења, некакво удружување помеѓу дукенчиите за да се борат своите права. За мене е залипче. Ако знаеш што говори. Јас знам официјален податок за синдикално здружување во Битола некаде таму во Кралска Југославија 1931. А во Турско не знам, значи биле здружени во Еснав и во Цехов. И то. А се борат своите права? Трговски здруженија, Гилфи, така, занајчески здруженија Еснав. И то. А дали се борат за своите права, најверојатно да, не знам кому ги се Има здруженија, има занајчески Еснав кој да се организира синдикати, меѓу првите синдикати, само тоа е во помало време. Сега некој 20 од такви така натаму. Уште да ви благодарам.